собраќајќи се случуваат внимание, колку и да мислиме дека не ни го одземаат вниманието, телефоните претерано ни го одземаат внимание. Да се казнува, како на запад. По кафани, кафичи, седат се телефони, не разговараат. Внимание, зборуваат граѓаните! Дали треба целосно да се тргнат мобилните телефони од употреба за време на часовите или да се ограничат? Часот да биде без мобилни телефони, да се окинат, Така. да се тече наставата како на времето што си беше. Така. Не може да се одржи настава како што треба поради тоа што сите се на телефони се занимаваат дали со игрици или социјални медии, не треба така. Мислам, јас сум го правил исто за тоа. Треба да се ограничат до негде. Не сум целосно да се забрани. Може да се ограничи, да. Па бидејќи можеби ќе имаат потреба некој за добро или за лошо да им се јават родителите. Делумно, со некои строго определени правила да се почитуваат од другите, но не целосно. Ограничен. Да се ограничат. Да, зошто? Па мислам затоа што сега тоа е нивното време. Со телефоните не можеме да го попречиме тоа. По последни шкафчиња и последни джепови и мора да се стават блокатори. Треба да се ограничат за време на часови, да стојат по шкафче, на голем одмор евентуално да им се дозволи на децата доколку имаат некаков проблем. Како ќе изгледаат часовите за 20 години од сега? Ќе постојат мобилните телефони или можеби ќе има некои сосем нови уреди или воопшто нема да се употребуваат телефони во школите? Што мислите? Па мислам нешто понапредно од телефони ќе има. Како дека технологијата ќе се развие, може и виртуелна реалност дори, зашто да не, таблети, тачскрин. Пример на очери сега ги прават со технологии некој понапред. Нема во тетрадки класично пишување да има, туку на некој електронски уред. Па нешто ново. Тоа за неколку години може да се смени со ваква напредна технологија. Мислам дека во секој случај на полош. Се дигитализира, се некако добива на интензитет повеќе интернетот. Има вештачка интелигенција која што можеби ќе биде вградена негде во главата на човекот или во раката или во наочарите, нели. Ја мислам нема да постои мобилни телефони, ќе постои нешто понапредна технологија. Што треба да се превземе за оние кои што возат и скролаат во исто време? Како треба да државата? Само казни полиција на секој чекор, казни нема да ни текне веќе. Па собраќајќи се случуваат внимание, колку и да мислиме дека не ни го одземаат вниманието, телефоните претерано ни го одземаат внимание. Да се казнува, како на запад. Многу лоша навика што го загрозува сообраќајот. Па построг да е законот за користење на мобилен телефон додека се вози. Па треба почести контроли, треба да се казнуваат. Што треба? Одземање возачка. Одземање возачка, тоа е единствената. Не би оделена малце построго? Доволно построго од одземање возачку ствари не постои. Најстроги казни да им се Так. изречат забрана одземена возачка. Додека возат на семафор, додека се во движење, треба да се казнува. Треба да се казва. И тоа ригорозни казни да поручи. Значи, некој тугата само сега да се спречи. Внимание, зборуваат граѓаните!